Фатих, што бараш тука во ова време? Нехир беше кај мене на работа. Што? Слушнала за сноште, нели? Сигурно е многу изнервирана. Да, малку се изнервирала, ама го рече и ова. Што рече Фатих, кажи? Приквечер ќе дојде овдека со Хасан. Што? Заедно да сме разговарале. Не може во никој случај. Сега вие пак ќе се карате, јас нема да издржам и ќе кажам нешто. Не може. Љубов, ти ветувам дека нема да се нервирам. Не треба да ја одолговлекуваме оваа работа. Ти сакаш Нехир да се оддалечи од нас? Секако дека не сакам, нека дојде до мама. Зошто го носи и Хасан? И онака вечерва е веридбата на Хазиран. Значи не може. Селма моја, мораме да го решиме овој проблем. Сепак Хасан е татко на Нехир. Јас направив се што можев. Ама не знам дали ќе дојде. Благодарам, Хазиран. Добро е што ти си зборувала со неа, ама и јас сакам денес да зборувам со неа. Не ми се верува дека ќе дојде после вчерашниот настан. Барем си ја пробавме среќата, мамо. Јас ќе излезам малку, Душо. Ако ви треба нешто, јавете се. Тогаш и јас додам. Се гледаме. Се гледаме. Се гледаме. Немој да се грижиш повеќе. Се гледаме. Слесна. Ви благодарам, пријатно. Адем, добре дојде. Здраво, Боре, свеќе сте нарачале. Точно, некни не успеав да земам, ама денес ќе земам. И сакам да нарачам цвеќе за свадбата. Секако да ги средиме. Благодариме. Иста си како мајка ти во младоста. Добро. Значи не личам на тебе, мило ми е. Ама ти си тврдоглава како мене. Да, малку. Нехир, сакам да ти кажам нешто пред да одиме дома. Пред да се родиш ти, кога дојдов на островот, бев сосема друг човек. Бев збунет, со неодредени чувства. Многу се плашев светот да не се сврти без мене и да не го пропуштам животот. Мајка ти е во право, се плашев и избегав. Ама не избегав од тебе. Значи да знаев дека постоиш. Моите чувства ќе беа како сега. Никогаш немаше да те напуштам. Значи мајка ми ја обвинуваш. Не, никако, мајка ти не е виновна воопшто. Во право беше што не ми веруваше. Видов колку е тажно Нехир. Знам. Требаше порано да разговарам и со тебе и со мајка ми. Сакам си да биде многу полесно. Се извинувам што ја отежнав работата. Немав намера да се мешам во вашиот живот и да ве расташам. Сакам да ве запознам, Нехир. Види, дај ми шанса, те молам. Ако не сакаш, ќе одам. Ти ветувам. Нема веќе да ме видиш. А? Да Зейнеп, да ги ставам овие на маса? Не, остави ги тука, нека останат, после ќе ги ставиме. Во ред. Мелиса, земи јади нешто од ова, ништо не јадеше цел ден. Не, ништо не сакам. Зошто? Готово е? Готово. Можете да одите да ја видите Хазиран? Во ред, ајде да ја видиме. Сигурно сега е многу возбудена. Сигурно. Сега доаѓам. Ало, молам Алпер. Кај да Зейнеп сум и помагам на Хазиран. Каде да дојдам, никаде не доаѓам. Велам не можам. Добро, Алпер, добро, доаѓам накратко. Да Зейнеп, може да излеза малку накратко, нели? Секако, Душо, бркај си работа. Во ред. Зейнеп, може ли малку, Душо? Која вратоврска да ја ставам со тегето делото? Ова може. Добро. Што ти е тебе? Што знам?
Се сетив на Идил кога ги видов девојкиве. Се растажив малку. Камо и таа да беше сега овде. Ама немој така. Ето утрово зборувавме со неа. Беше добра, многу среќна. Ке одиме во Истанбул. Ке одиме да ја видиме Идил, ке ги посетиме Појраз и Хазиран во ред. Не тагувај веќе. Во ред, ке одиме. Птиците една по една одлетаа од гнездото. Од сега ќе ги посетуваме во новите гнезда. Така ќе биде. Треба да се навикнеш на тоа. Ајде, подготви се, ајде. Ајде да се обличам. Со денови само зборувате. Зошто сега молчите? Ајде. Ајде? Ајде секој нека каже нешто. Пак ли сакате да се караме? Тоа веќе никогаш нема да се случи. И онака сите слушнале. Кога поминувам по улица, луѓето ме прашуваат што се случи. Се посрамотивме пред народот. Што ќе зборуваме сега? А што ни е гајле што зборува народот? Черко, вечер е веридбата на Дада Хазиран, знаеш нели? Треба да одиме таму, што правиме овде? Знам, мамо. И вчера имаше, и утре може да има. Затоа сега да разговараме. Вие изгледа нема да почнете. Тогаш јас да почнам. До оваа возраст, јас и мајка ми бевме сами. Не бев тажна за твоето отсуство. Мајка ми сама направи се што можеше. Никогаш не бевме несреќни. Сега зачекоривме во нов живот. Иако скоро се венчаа со бато Фатих, сепак ние станавме семејство. И сега ти дојде. Не ми е жал што те немаше. Можеше никогаш да не те запознаам, ама сега си тука. Сакам и тебе да те запознаам. На крајот на краиштата татко си ми. Мамо, бато Фатих, има ли начин да го запознам татко ми без да ве растажам? Алпер, каде дојдовме вака? Алпер, ми здосади веќе ова твое однесување? Во ред, ајде, дојде. Каде доаѓам, каде дојдовме? Само дојди со мене, душо, ајде. Во ред? Не се договарај веќе, како наскоро да одиш некаде. Геркеб, имам многу важни работи. Гадачката така мене ми кажа, рече дека морам да одам. Аман ти со тие гатачки. Сите се некако чудни деновиве. Геркеб, види, всушност одењето е изговор, малку сакам да се оддалечам од Сузан, Геркеб. Ама вчера ми падна жал за неа. Рече дека никој не ја сака на овој остров. После рече дека ни синот не идуаѓа дома, ми падна жал многу. Ама и таа е многу луда. На сите им се дере како змеј, а глуми дека е наивна, таква е. Значи, и ти знаеш зашто си одам. И секако дека окат знае. Всушност, работата е само изговор за тоа и ке зборувам со зет ми, сакам да ги смирам со Сузан. Разбрав, дебелко. Остани колку сакаш, ама дојди си побрзо. Да не копнеам по тебе. Ајде, оди. Ајде, ајде, ајде. Садик! Георгиев?
во ред. Ајде, добро. Види. Каде сме? Не знам, изгледа како да е нашата нова куќа. Што? Нашата нова? Алпер, не ми се верува. За ова ли беше сето тоа? Ама ова е многу скапо. Душо моја, немој да мислиш на тоа. Јас средив се. Како среди, кажи ми. Види, ова беше изненадување. Останатото е големо изненадување. Бабо? Бабо? Ти доаѓаш? Секако дека доаѓам. Зарем сам ќе го оставам син ми? Само ти биди среќна, душо моја. Секако убава ќерко моја, ти ако си среќна и ние ќе бидеме среќни. Ама не прифаќам тој ненадено да се појави и да ни се меша во животот. Јас не сакам такво нешто. Значи не можам да го вратам времето назад. Ама сакам да ја запознам Нехир, да знам се за неа. Ќе бидам среќен кога ќе видам дека го живее животот. Баш како што сака. Ама ако дозволиш да го живее животот што го сака, нели? Само што дојде и го спомати умот, рече да оди во Сингапур. Јас си покажав дека има и други опции. Изборот е незин. А ти од каде знаеш дека ќе го направи точниот избор? Ве молам, смирите се, ве молам. Во ред, ќерко, смирена сум, ама дојде во нашата куќа и ете почна да ми зборува за слобода и за правење избор. Како ние ништо да не знаеме. Ние да не те ограничуваме, ќерко, а? Љубов, те молам малку смирено. Силма, манипулираш со работите. Ти можеш да го правиш тоа, а? Дојдов тука да разговарам. Ама очигледно сум погрешил. Доста, доста! Реков двајцата сте возрастни, ве седнав овде, реков ќе разговарате, ќе средите се, ама ништо! Су погрешила. Имам само една молба до вас. Јас донесов одлука, сакам со разбирање да ме слушате, толку, толку! Добро, ќерко, кажи. Те слушаме во ред. Мајка ми е во право. Нема да одам во Сингапур. Донесов една одлука и не сакам да се откажам од таа. Браво, ќерко. Штом сакаш да поминеш време со мене, во ред, да поминеме. И јас сакам да знам што сакаш, што ти се допаѓа, знаеш. Тогаш заедно да одиме во Сингапур како туристи. Боже, Нехери, од каде ти текнуваат тие работи, ќерко? Мамо, да не сакаш да одам да студирам во Сингапур? Во ред, ќерко, не сакам, во ред. Па то фатих? Јас имам еден услов. Нас никогаш да не занемариш. Зарем би ве занемарила? Многу ќе ми недостасувате. Ти мене уште сега ми недостасуваш. Ке копнеам по тебе, ќерко моја. Ти? Прифаќам. Селма, си одгледала прекрасно дете. Многу ми е жал што не бев покрај вас. Ама не можам да го менувам минатото. Ви посакувам среќен живот.
Нешто не ми е добро, Фатих. Љубов, Не ми е Мамо? добро. Нервите ми попуштија. да те носам во болница? Не, нема потреба да одиме во болница. Ќе ми помине ако се одморам. Прво да се јавам на Зенеп. Зенеп, прости ми, ама јас вечер нема да можам да дојдам. Не, нема такво нешто, нема ништо. Само се чувствувам малку уморна. Сега ќе ви пречам и на вас ако дојдам. Значи нема потреба. Во ред. Пак ни ја Хазиран за мене. Ќе ја испратам неке. Не, мамо, штом си ваква, јас нема да одам. И таа истото го кажа. Во ред, Зенеп душо. Ајде, јавете се подоцна, нека вие со среќа. Ајде те бакнувам. Оф, Добра ли си? Дојди ќе разговараме. Окан мој, дали знаеш дека војкот и Садик замина? Не напушти и нас и островот. Ке донел нови одлуки за неговиот живот. Тоа значи, останавме сами на овој остров. Отиде ли војче Садик? Велам отиде бе, мајкино. Денес го испратив со своји раце. Ајде, сине, немој да ја растажиш, мама. Да одиме дома. Не оставај мама сама. Мамо, ти ли си тоа? Јас сум, сине. Се опамети веќе. И нема да те притискам повеќе. Да. Добро. Имам малку работа овде сега. Кога ќе завршам, ќе дојдам дома. Нема да те оставам сама, ти ветувам. Ај, убавецна мајка. Чекај да те погледнам. А? Ти си така ли? Не почнувај сега. Каде се задржа? Ке дојдат, Керко, смирено. Кој знае дали ќе дојде и тетка Алија? Не знам. Дојде. Како изгледам, добро е? Супер си, супер. Многу убаво изгледаш. Тогаш да отворам? Ајде, да не чека, оди. Ај. Ќерко, пред врата ли да стоиме? Тетка Алија, вие дојдовте? Добре дојдовте. Секако дека дојдов. Ајде да видиме. Ајде. Повелете. Машала, многу е згоден. Чедо мој, убавец мој. Добро, сега стави сол. Не да не го правиме тоа. Ајде, Хазиран. Да, стави. Не, нема потреба според мене. Не, ќе ставиш. Стави уште. Доволно е. Значи видов, многу малку стави. Повеќе ќе ставиш за појраз, нема да го жалиш. Ете така. Добро е. Многу си одговараат. Благодарам, ќерко. Земи вода. Ти благодарам. Мамичке. Рацете да ти се позлатат, Керко. Изненадување. Како прво, ви должам извинување на сите.
За еден миг помислив дека ќе ги изгубам Хазиран и Појрас. Ама тие од нивниот живот ме однесоа на многу убаво место. Да дали е сите малку се растаживме. Ама убаво заврши, тоа е важно. Ништо друго. Точно во право си. Значи да не одолговлекувам повеќе. Сега, значи, ја знаете причината за нашата посета. Нашата ќерка Хазиран и нашиот син Појрас многу се сакаат и одлучиле да се венчаат. Затоа ние веќе нема што да кажеме. Со наредба на Господ и одобрение на пророкот, вашата ќерка Хазиран ја бараме за нашиот син Појрас. И ние ја даваме со согласност на нашата ќерка. Тогаш готова е работата. Ајде со среќа. Нека е со среќа. Дојди. Чедо моје. Душ. Честито ќерко убава. Сине. Да, значи сега јас ќе го направам тоа во ред, да ги земам. Ајде сега. Ќерко моја, дај Боже да е со среќа, секогаш да бидете среќни, дај Боже. Ќе пресечам. Со среќа нека е, дај Боже. Момент. Чедо моје. Ќерко, никогаш да не заврши приказната на вашиот брак. Многу долго да трае, никогаш да не го тргнеш прстенот од рака, во ред? Хазиран, јас и Бириджик скроивме план, ние ќе ти организираме моминска вечер, да знаеш. Што? Каква моминска вечер? Вака ја седнуваат невестата и сите се вртат околу неа за да ја натераат да плаче. Да, ќе правиме, одлично ќе биде. Не, Душо, Хазира не сака такви работи, каква моминска вечер. Како може свадба без моминска вечер? Не, јас не сакам такво нешто, Борит. Зошто да плачам, јас треба да бидам среќна, се мажам. Вие ако сакате да се забавувате, правете го тоа меѓу вас, ама не ме мешајте мене, Борит. Не, Хазиран, ќе правиме. Ќе правиме, обичај. Не, јас не сакам такво нешто, Борит. Девојки, ајде поболно, потажно, ајде. Ајде на здравје. О, на здравје, млади. И врсници на Фатих. Дојди, Ѓоркем, само што почнавме. Не сме навикнати да те видиме без сади, Ѓоркем. Сигурно ти фали. Да, Душо, не се приметува. Јасен сум. Навистина, каде е Садик? Заминал без никому да каже. Само со Ѓоркем зборувал. Не прешувајте. Значи, детето беше многу збунето. Не сестра му, не гатачката. Скроз одлепи. Не и се. Велам вечер да се забавуваме за него. На здравје. Појрас, шега на страна и ти одлета од гнездото, а? Бато Фатих, може сега да не зборувам за тоа. И онака на другата страна се трудат да ја заплачат невестата. Ние тука се радуваме да се забавуваме, а?
Кој Хазиран ли ќе ја расплачат? Не ми се верува. Да, и ти си во право. Појраз да те прашам нешто, дали беше тешко да се донесе одлукава? Која одлука? Дај ми ја раката. Немој веднаш да ја отвориш раката. Обичај, чекај. Сега отвори, ќерко, отвори. Дојди сега ваму. Што со златникот? Да го ставиме овде. Ајде да видиме. Ајде да видиме. Ете така. Нема ли за другата? Ајде веќе да го отворам Не лицето. може, не се отвара ако не плачеш. Тетка Алија, да го прескокнеме тој дел, да одиме со забавата, може? Подобро, Точно. вие испеете уште една песна. Не, жити господ, ова нема намера да плаче, џабе се мачите. Мамо? Зене, сега ти е лошо, нели? Добро, одлета една птица. Не е така. Што знам кога го крена велот пред очи, ми се појавија слики од незиното детство. Сега ова ќе ги собереше сите материјали по дома и после ќе правеше шатор, се криеше во него и дури ни за јадење не излегуваше од таму. После јас ја наоѓав, ме гледаше вака со тие неизини сини очи, после ме прегрнуваше. Како да била изгубена, јас сум ја нашла и сега таа оди многу далеку и јас нема да ја најдам ако се изгуби. Да, Хазиран, многу ке ми недостасуваш. Како да го замислам островот без тебе? Јас сега на кого ќе ги кажувам моите тајни, со кого ќе ја споделам радоста? Хазиран, врапче моје. Секогаш биди среќна во ред. Види, јас благодарение на тебе запознав многу добри луѓе. И да сме оддалечени една од друга, сепак ќе се чујаме во ред. Никогаш да не се разделиме. Во ред, ајде, жити господ, во ред, ајде, сите плачеме. Во ред успеавте, на крај ме расплакавте, добро е сега во ред и зошто ме терате да плачам така без причина? Душа моја. Мамо, нема да се мажам. Мамо... Како која одлука појраз, одлуката за брак? Небато не е, затоа прашувам за идејата да се преселите во Истанбул. Значи, нормално дека ми беше многу тешко да донесам таква одлука, ама. Слушај тебе, мисли што сакаш, одлучи како сакаш и јас секогаш сум со тебе. До крај ќе ги почитувам твоите одлуки. Благодарам. Многу се дружевме. Имаме многу спомени од островот. Тешко ќе биде без појраз. Многу ќе ни недостасуваш, да знаеш. Значи, деца, многу години сум на овој остров. Да ми кажат да го опишам островот со 3 збора, еден од нив ќе биде појраз. Ќе ни недостасуваш, писинко. Сепак нека ни е со среќа на сите. Баџанак, немој ке не расплашеш. Бога ми, вие многу ќе ни недостасувате. Многу тагувам, ама. Не се, сега сме сами, заедно сме, да уживаме во тоа, а? Ајде тогаш, ајде. Ајде да видиме, ајде. Ајде. На здравје.
Со лесно нека е. Господине Хасан, здраво. Простете ми, се занесов во работата. Знаете дека денеска имаме свадба. Им спремам јадење. Продавницата ќе биде затворена, па да не останат гладни. Многу добро ви текнало. Работата што ја правите е за пофалба. Да, тоа не е ништо. Сите треба така да правиме. Така е секако. Нема многу да ве задржувам. Дојдов со друга намера. Повелете. Имав една мала расправија. Ама мислам дека веќе нема проблеми меѓу нас. Не е проблем. Ве гледам како мој пријател и затоа отворено ќе зборувам. Темата е нехир. Има некој проблем? Не. Нешто во врска со мене. Значи за еднината на нехир. Само да нема проблеми. Сакам вие да бидете мојата тајна рака. Значи сакам да го покажам правиот пат на нехир за незината еднина. Сакам да ја помогнам. Да. Ама не можам да го направам тоа туку така. Селма нема да прифати, нема да сака. Ама ако ми помогнете вие, тогаш јас ќе можам. Што велите? Ќе ми помогнете ли? Значи, господине Хасан, ме има во се за доброто на Нехир. Многу ви благодарам. И онака Нехир е храбра девојка. Сакам да се докажам. Толку години не бев корисен како татко. Многу добро ве разбирам. Секој татко сака да му биде добро на детето. Не грижете се, ама треба да побрзаме сега, девојките не чекаат. Ќе одиме на свадба. Ајде, ќе ни помогнете ли малку? Секако. Ве молам, земете го ова. Секако. Каде да го ставам? Овде? Да го ставиме овде, а тоа на другата страна. На другава страна ова. Да, до гледање, господине Хасан, благодарам. Сино око, малку шминка. Си ја дофатила линијата помеѓу скромност и елегантноста. Икона си, знаеш, нели? Мора ли да претеруваш, бе, Ѓоркем? Ајде, мене ми издосади. Каде е А не, појраз? зашто ти издосади? А да го видиш младоженецот пред свадба носи несреќа. Аман. И онака цел живот ќе живееш со тој човек. Ќе ти издосади, уживај сега. Добро, во ред. Врата, отвори ја Дојде. вратата, ајде. Доаѓам. Влези. Бидермаерот. Да Хазира не го од свеќето. Бред го даде, губи се сега. Ајде, не ја гледај невестинската соба. Многу убаво мириса, тазе, како за тебе. Слушај, мамо, ова ќе го фрлиш кон мене, борет, инаку ќе те убијам. Врз глава ли? Да, може да. Ајде да се сликаме. Ајде. Застанете. А мене ќе ме фатиш? Да. Ѓоркем, тргни се малку. Мајка и керка ме бркаат. Алпер, многу ти благодарам за се. А што направи бато? Има уште? Што уште да направиш, синко? Да не беше ти на кого ќе му го доставе в хотелот? Што знам, на Садик ќе го оставиш? Сериозно, ти си ми најдобриот другар. И ти исто. И кажа на Мелиса? Не ја кажав. Кога ја изнеме в куќата ме праша како ќе излеземе на крај, но не ја кажав. Да видиме, ќе биде големо изненадување за неа. Ќе видиме како ќе биде. Но јас си кажав на Нехир, да знаеш, таа е известена. Во ред, бато. Тогаш да одиме да ја земеме Хазира, нели? Кој знае дали е спремен? Не, уште не дојде девојките, рано е. Тогаш да одам да видам докаде се. Појраз, денес ти не работиш. Целата работа ќе извршиме на джерот на хотел. Ти ќе уживаш, во ред? За тебе забрането да работиш денес. Ајде да видиме. Ќе средам. На вистина заминал Садик? Заминал, мамо. Види, многу се нервирав со Садик, ама и многу го сакам. Тоа е мојата прва љубов. Не тагувај сега таков е вујче. А може би пак некој ден ќе бидеме заедно. Ама, сине, јас дојдов тука за негово добро. Сега какво значење има? Никакво. Ајде ние да одиме на свадбата, а? Ќе видиш луѓе, ќе се расположиш, ќе играме малку, може ли така? А? Може ли? Види го ти. Немирен еден, лошко. Дали тоа значи да?
Ај. Да го спремиме тоа? Да, тука. Тука да го ставиме. Мамо, што правиш ти? Гласот го проверувам. Зошто? Ќе ги изненадам да хазира ни бато појраз. Добро, а јас ке се приправам дека не знам. Сакаш да ти донесам белка од јајце? Не сакам, ајде оди. Многу си убав. Дај Боже да не ти студи вака гола. Дојде. Чекај малку, доаѓам. Хајде, уште не сте спремни. Прво да ме почестиш. Што? Не е толку лесно да ја земеш девојката, бараме пари за неа. Ѓоркем, сите не чекат нас, А, ајде. помени се шегував, ајде. Прво ние да си одиме. Многу си убава. И ти исто. Значи многу си згоден. Спремна си? Да, спремна. Да не бе урочат. Убавец мој. Убавец мој. Драги наши гости, добре дојдовте на оваа свадбена церемонија. И сведоците нека дојдат тука. Добро, ако сме спремни да почнеме. Хазиран Седефли, дали го прифаќате Појраз Али Озгјур за ваш сопруг? Да. Појраз Али Озгјур, дали ја прифаќате Хазиран Седефли за ваша сопруга? Да. Дали вие сведочите? Да? Да. Да потпишеме сега? А јас, со надлежноста дадена од најубавата општина на светот, општината Крлан Гичадаси, ве прогласувам за маж и жена. Згази му ја ногата!
Rengarenk ormanlardan elimden tutup da yürüdün yanımda. Хазиран седев озѓур. Колку убаво звучи. Добре дојде во мојот живот, Сакана. Секогаш ќе бидам покрај тебе. И ти добре дојде. Многу те сакам. И јас многу те сакам. Секој ден ќе ти го кажувам тоа. Şimdi ellerin dokunmalı, sözlerim bir şarkı sonlarında, kuvvetli ezberim, içimdeki hislerim, tek senin isterim. Колку се убави, нели? Така е. Според мене, и ти ќе станеш многу убава невеста. Знам. Ама јас повеќе сакам како гостинка да присуствувам на свадби. А, така ли? Латив, може ли ние да одиме за Истанбул? Јас сум градоначалник на општината Зенеп. Како да го оставам островот и да си одам? Rengarenk ormanlardan elimden tutup da yürüdün yanımda. Си дошол. Мислев дека не сакаш свадби. Сакав да ги видам вака среќни. Мораше да дојдам на крајот на краиштата, двајцата се дел од нашето семејство, нели? Значи, ти си дел од семејството? Ако ме прифатиш. Кој знае што зборуваат? Кој тоа? Како кој ете Нехери Хасан? Љубов, треба да се навикнеш. Татко и ќерка се труда да се запознаат подобро. Не грижи се, ништо не е страшно тоа. Дали си свесен дека ги губиме другарите? Не се глупирај, душо, какво губење? Гледај колку се срекни. Често ќе доаѓаат на островот. А хотелот? Хотелот. Што хотелот? Не рекол хотелот, сакаш да танцуваме, а? Појраз и Хазиран танцуваат. Зошто се брзаш? Ellerim dokunmalı, sözlerim bir şarkı son dilimde, kuvvetli ezberim. Останавме сами на овој остров. Tek seni isterim, tam zamanı tam yeri tutup seni öpmeni. Што се случи? Подготвено ли е? Ѓоркен сега ли? Веднаш? А не, после свадбата, добра. Сите нека си одат, сите гости, тогаш почни. Ајде се спремно микрофонот, звучникот и Ахмет е набинат. Добро, добро. Дами и господа, тишина ве молам. Таа не е само избор. Таа не е само најубавата мајка на светот. Таа е и пеачка. Пред вас е Селма. Види ја убавицата. Види. Браво. Многу си убава. Ви благодарам. Благодарам. Сега имам едно изненадување за мојата ќерка Хазиран и син ми Појраз.
Elbet sen de güzel olacaksın küçüğüm. Aşk güzel ediyor her şeyi. Elbet sen de güzel olacaksın küçüğüm. Aşk güzel ediyor her şeyi. Kaşların, gözlerin ne güzel. Bakışın ne güzel. Dert savurur, sevda toplar çiçeğini. Bak bu ışık senin ışığın. Dallarına ay doğmuş delice, delice zeytin. Bu bahar yine gelin olacak, omuzunda yeşil bir duvak delice, delice zeytin. Bak bu ışık senin ışığın, dallarına ay doğmuş delice, delice zeytin. Bu bahar yine gelin olacak, omzunda yeşil bir duvak delice, delice zeytin. Elbet sen de güzel olacaksın küçüğüm, aşk güzel ediyor her şeyi. Душо моја, Ти се допадна? многу ти благодарам, беше многу убава. Душо моја, Да си жива и здрава, тетка Селма, многу беше убаво. благодарам. Ајде, забавата продолжува. Многу беше Ти добра, се браво, си браво. знаела. Љубов моја. Јас секој ден леќе откривам твои нови таленти. Ете, направив нешто, душо моја. Го фрлам. Фрлај. Фрли го. Нихир, ти си мала А си ти. мене? Ајде, ајде! А, го фрли. Ајде! Судбина. Браво, Ѓорkem. Душа моја. Душа? Добар беше. Не го фатив. До последен момент мислев дека ќе се откажете. Ама вие сте се спакували и си одите како да е шега некоја. Те молам да е шега. Често ќе доаѓаат на островот. Одиме. Хазиран врапче мое. Среќни Да? сме, ама ова не е крај. Имаме многу долг пат пред нас. Ке собираме приказни, кои после ке ги раскажеме еден на друг. Често да се јавувате во ред. Деца, јавувајте се секој ден, добро, секој ден. Како секој ден, мамо. Да Хазиран, јавувајте се повремено, тоа е доволно за нас. Ке ни недостигате многу. Да се чувате добро. Мамо, Чедо мој. Ќерко моја, бидете среќни. Хазиран, ти мене ми кажа нешто многу важно. Тоа важи и за тебе. Ако некој ден сакаш да се вратиш овде, немој да заборавиш дека и ти си моја ќерка. знам, чичко Латив, благодарам. Ајде, сите ке не расплачете. Ајде, одете со здравје и брзо вратете ни се. Ајде.
И вие немојте да заборавите да не посетувате. Бабо? Нема да биде како овде, ама ќе дојдеме. Доволно е вие да бидете среќни, деца. Тогаш, ние одиме. Мамо, Биди многу силна во ред. и ти исто. Многу те сакам. И јас многу те сакам. Не е во ред вака. Требаше да ви спратиме на пристаништето, нели е така? Не, вака е многу подобро. Сакавме сите да ве видиме на нашето омилено место, освен тоа, ова не е збогување, ова е нов почеток. Многу работи почна овде. И овде ќе продолжат. Убедени сме дека се ќе биде многу подобро кога ќе се вратиме. И пред да одиме сакаме да ви кажеме уште нешто. Не сакавме хотелот да го оставиме на некој друг. Не сакавме да го земе некој тугинец. Заради тоа го оставивме на Алпер. Со среќа. Благодарам. Што? Алпер, ти знаеше за ова? Јас и појра сакавме да ти изненадиме. За ова ли беше растрчан? Сега како да се радувам за ова? Ајде, одете по ге... Ви го доверуваме хотелот. Не грижи се, бато. Тогаш, да се поздравиме. Чувајте се, добро? Да не заборавам да го дадам ова. Јас си го земам тоа. Многу ве сакаме. Çuvajte se dobro. И вие, деца, до гледање. До гледање, ке ни недостасувате. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerim mütellik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce.